Професоре, албанците во земјава жестоко реагираа на вашите наводи дека се доселеници на Балканов, тие тврдат дека се автохтон народ, дека се директни потомци на илирите. Ваш коментар? Јас сум изненаден од таквата жестока реакција од страна на албанските политичари, што во конкретен случај станува збор исклучиво за реакција од страна на албански политичари и истакнати политички личности од албанското оживење. За да се зборува за било каков аргумент, за било каков настан, посебно врзан од историјата, треба да се зборува со документи. Значи, целата историја е врзана исклучиво само со документи. Прво сакам да кажам дека албанците во Македонија се прв пат почнува да се населуваат во 16-тиот век. Како главен факт за тоа населување се турските документи, кои што се објавени кај нас во Македонија, а кои што се базирани на оригиналните турски пописи правени од Турската империја во 15-тиот и 16-тиот век. Во тие турски пописни дефтери се евидентирани целото население кое што живеело на територијата на Македонија, вклучувајќи го значи и оној дел на западниот дел каде што албанците пледираат дека одсекогаш биле тука населени. Во ниту едно населено место во селата и градовите во западниот дел на Македонија, некаде до 15-тиот век и 16-тиот век не е доминантно албанското население, односно доколку ги има тие се во многу мал број. Тоа е факт објавен во турската документација на турските дефтери. Второ, албанското население во Македонија започнува да се доселува, како што кажав, некаде во 16-тиот и 17-тиот век, и тие доаѓаат на овој простор како доселеници од областа Љума и Мат од Северна Албанија, преку Косово доаѓаат во Македонија. Професоре, дали сте подготвени да се соочите со вашите колеги албанци за сите овие прашања? Апсолутно, ја мислам дека ова што денеска се прави е непотребно. Мислам дека е непотребно од едноставна причина што политиката ја меша ситуацијава и политикава се меша во она место каде што не е местото, во историјата. Историјата е исклучиво оставена на историчарите. Не можат политичарите да зборуваат за историја, зашто историјата се проучува со децении. Повлекувањето е најмалку потребно, зашто нема потреба енциклопедијата воопшто да се повлекува од јавната употреба и од она што е објавено во нејзе. Не требаше ли да бидат вклучени во целиот проект и историчари албанци за да се избегнат ваквите случувања? Енциклопедијата беше работена во согласно со својата програмска задача, во која што беа вклучени голем број историчари и други научници сите области. Значи, енциклопедијата се работеше транспарентно, јавно, ништо не се криеше од тоа. Значи, сето тоа што се работеше, беше работено од страна на историчарите. Сигурно беа консултирани албански историчари, сигурно беа понудени албански историчари. Зошто не се вклучени, мене не ми е познато. И не можам да влезам во тоа зошто тие не се вклучени и така натаму.